Нафтената криза завршува и премиерот Христијан Мицковски очекува цените на основните производи во маркетите да се намалат, а трговците да им се раздолжат на граѓаните. Завршува кризата, граѓаните беа толерантни, сега е наред тие да им се одолжат на граѓаните и веднаш да пристапат кон намалување на цените на производите, посебно основните прехранбени производи. Тоа го очекуваме од нив. И исто така ние како влада имаме механизми доколку тоа не се случи, на еден поинаков начин да го спроведеме, оправдувања и изговори не прифаќам од типот не ги качиле, не ги намалиле цените и слично, доколку не се види реакција од страна на маркетите, дистрибутерите и производителите во следните денови, тогаш ние како влада ќе реагираме и ќе реагираме на подолг рок. Мицковски не знае за колку и кои производи би имале пониски цени. Во таа насока денес тој има средба со дистрибутери, трговци и сопственици на маркети во државата со кои ќе разговара за намалување на цените. Јас не би можел да кажам колкаво и каде најмногу, само кажувам дека основните прехранбени производи потребно е да претрпат корекција, бидејќи граѓаните беа толерантни. До сега е време тие да се одолжат на граѓаните. И ќе направиме некои споредби какви се цените во регионот, какви се цените кај нас за некои од основните прехранбени производи и во одредени маркети ако треба и по име и по презиме од утре јавно ќе ги објавуваме ние, па понатаму оставаме на нив. Паралелно се спуштаат цените и на бензините и дизел горивата. Јас стојам на ставот дека нашите математики се тие, се треба да ги видиме кои се математиките на регулаторната комисија. Но очекувам поевтинување на бензините од прилика 2,5-3 денара и очекувам околу 7 денара намалување на дизелот по литар. Прилика ова се тоа кое што ние го очекуваме, но да почекаме да регулаторна комисија излезе со нивните математики. Ребалансот на буџетот ќе се најде на владина седница, но извесно е дека буџетски дефицит ќе има. Ќе имаме зголемување на буџетски дефицит како резултат на зголемени потреби за финансирање на капиталните расходи, односно за капиталните инвестиции, што мислам дека согласно законот за буџети нели ги оправдува состојбите, а и во исто време имаме одредени корекции нели на приходна страна во делот на акцизата заради сите оние мерки кои што ги имавме во изминатиот период. Кочовска Димитриевска ги потенцира и најголемите пунктови на зголемување. Генерално инфраструктурата е она што нели има зголемување на капитални расходи за инфраструктура. Имаме зголемени капитални расходи во делот на Министерството за животна средина, имаме околу одредени ИПА проекти, имаме зголемување за АА програмата, така што утре во детали ќе информираме точно која институција колку дополнително средства има за капиталните расходи. Намаленото ДДВ и акцизите за да се неутрализира нафтената криза и да се заштити граѓанскиот стандард. Државата ја чинеа околу 1 милиарда денари, изјави Кочовска Димитриевска, напоменувајќи дека оваа сума ќе беше помала доколку во државата странски граѓани масовно за време на кризата не полнеа горива. Имињата на владините функционери и ресорите кои ќе бидат опфатени со реконструкцијата ќе бидат познати викендов, изјави премиерот Христијан Мицковски, потенцирајќи дека разговорите со коалиционите партнери во врска со неа течат добро. Па во првите разговори можам да признам дека преовладува конструктивен амбиент. Ќе имаме сега во текот на оваа недела повторно средби. Јас очекувам тоа да бидат завршни, во текот на викендот да се формализира сето тоа и со имиња и со останати специфики. Инаку да, постои опција и за промена на ресори, да и за тоа е разговара. До овој момент дефинитивно нема ништо ново, иако во оптек се повеќе шпекулации за тоа кои министри, заменици и други владени функционери ќе заминат, а кои ќе дојдат на нивни места. Но извесно е дека некои ресори ќе бидат заменети меѓу коалиционите партнери. 2 години влада на Христијан Мицковски. Граѓаните немаат повисок стандард, платите се исти и нула од ветувањата се исполнети. Обвинуваат денес од СДСМ низ прес. После 2 години од владата на ВМРО, вистината денес е дека наместо поголем, животниот стандард на граѓаните е намален. Народот живее потешко, поскапо и понеизвестно. Нема ништо од ветувањата на ВМРО за зголемен животен стандард, за повисоки плати,
за достоинствен живот на социјално ранливите категории на граѓани. Единствено нешто што е забрзано и што се зголемува овие 2 години се цените, трошоците за живот, сиромаштијата. Македонскиот работник живее потешко, социјално ранливите категории се заборавени од државата, пензионерите изманипулирани. ВМРО ДПМН реагира. Тренчевска и СДС говорат за стандард, а од нив граѓаните само паметат во цифрена инфлација и осиромашување. Владата и покрај наследената празна државна каса од Социјалдемократскиот сојуз и последиците од глобалната криза спроведува политики кои даваат конкретни резултати. Просечната нето плата од 2024 година до денеска е зголемена за близу 8.000 денари, односно за 19,6%, додека инфлацијата е стабилизирана. Зголемени се пензиите, како и платите на здравствените работници, просветните работници и вработените во одбраната и полицијата. Стапката на невработеност е намалена од 12,5 на 11,3%, додека стапката на вработеност е зголемена од 45,6 на 46,5%. Економските показатели го потврдуваат напредокот. Македонија бележи раст на бруто домашниот производ од 3% во 7 последователни квартали и се вбројува меѓу побрзо растечките економии во Европа. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Дизелот поевтинува за 7 денари за литар, а бензините за 3,5 до 4 денари за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Поевтинува и екстра лесното масло за домаќинство за 7 денари за литар. Така, ноќеска отполнок литар моторен бензин од Евросупер БС 95 ќе чини 84 денари, а литар моторен бензин Евросупер БС 98 ќе се продава за 86 денари. Дизел горивото Евродизел БС после полнок ќе чини 80,5 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно 1 ќе чини 79,5 денари за литар. Протестниот бран во Албанија, познат како Фламинго револуција, продолжи вчера во Тирана, каде демонстрантите повторно излегоа на улиците со барања против владата на премиерот Еди Рама. Вчерашниот протест доби дополнителна тежина поради присуството на голем број албанци од диаспората, но и учесници од Косово и од Македонија. Рама на социјалните мрежи порача дека албанците од Македонија не можат да се третираат како диаспора на Албанија, бидејќи тие заедно со македонците се составен дел од сопствената држава. Тој исто така нагласи дека ниту албанците од Косово не се диаспора, бидејќи живеат во независна држава. Учесниците во протестите ги опиша како жртви на политички карвани. Косовската полиција објави дека претресла 3 локации во Зубин Поток и пронашла оружје, муниција и друг нелегален имот. Во соопштението се наведува дека на 21 јуни по пријава од граѓани, полицијата претресла објект за складирање храна за животни во селото Пресека во општина Зубин Поток. За време на претресот запленета е и пушка М48 со бајонет заедно со 11 куршуми за истата пушка, 33 куршуми за долга цевка од калибар 7,62 мм, 2 машини за полнење ловечка муниција, приближно 200 грама барут и приближно 2 килограми метални куршуми за полнење муниција, се вели во соопштението. Српската полиција во рамки на меѓународната операција Python уапси 6 лица осомничени за сексуална експлоатација на деца преку интернет и поседување материјали со детска порнографија. Акцијата била спроведена како продолжение на операцијата Армагедон во координација со Европол, а во соработка со полициските управи во Белград, Нови Сад, Зрењанин, Ниш, Смедерево и Бор. Според информациите, осомничените веќе подолг временски период преку интернет преземале, чувале и споделувале содржини создадени со сексуална експлоатација на деца. Истрагата покажала дека дел од осомничените користеле социјални мрежи и апликации за комуникација. СДСМ Штип сметаат дека неосновано затварање на основното училиште Гоце Делчев е штетно за образовниот процес и за сите кои учествуваат во него. Тие денес одржаа пресконференција на која ги изнесоа аргументите во врска со процесот на оптимизација во основното училиште Гоце Делчев Штип. Во име на загрижените родители на учениците и вработените во основното училиште Гоце Делчев, како и во име на секој слободоумен граѓанин на Штип, јасно и гласно се спротивставуваме на неоснованото затворање на училиштето. Сметаме дека оваа одлука е штетна за образовниот процес, за учениците, за вработените и за иднината на нашата заедница. Почит кон сите генерации кои го градеа духот
на основното училиште Гоце Делчев, нека ова биде потсетник дека образованието мора да биде приоритет, а не ставка која се намалува. Во тека е реконструкцијата на улицата Јаким Стојковски, најпрометната улица во пробиштипската населба Калниште. Градоначалникот Тони Тонески изврши увид во градежните работи. Средствата се обезбедени преку Светска банка, преку Министерството за транспорт и врски, се работи за околу 10 милиони денари, односно 163.000 евра. Граѓаните не го кријат задоволството од овој градежен зафат на општината, бидејќи како што велат, конечно, нивното 20 годишно барање, градоначалникот Тонески го исполнил. Многу убаво е за нас тука, у населба Калниште, и улиците, и за народо, убаво е. Одамна ли не е реконструирана? Па да, одамна не е. Па 15 години сигурно. Беше урасната, покрепато, све многу убаво сега. Сме благодарни на општината што ни го прават. Па добро. Што предвидуваат градежните работи на оваа улица? Поставување на нови рабници, вадење на старите, поставување нови рабници, нов бекатон за тротоарскиот дел, како и поставување на нов асфалтен слој во вкупна дебелина од еден од слој од 7 см и еден слој од 5 см, значи вкупно 12 см нов асфалтен слој. Иако рокот за завршувањето на работите е предвиден за крајот на август, согласно забрзаната динамика, улицата ќе биде готова до крајот на јули. Туристички бум оствари Делчево на самиот почеток од летната туристичка сезона. Вчерашниот прв ден градот го посетија повеќе од 4000 туристи, што е досега најголем број. Делчево бележи рекорден број на посетители овој викенд на првиот ден од летото, со што можам да кажам дека нашата општина се претвора во вистинска туристичка дестинација. Според солидувањето на мојот тим кој што е заложен за следење на оваа состојба, изминатиот викенд го посетиле над 4000 посетители гости кои што доаѓаат од надежноста на државата, како и зголемен број на гости кои што влегле во Делчево од Република Бугарија. Туристичката понуда на Делчево е разновидна, поради што се очекува големиот број на туристи да има континуитет. Тоа само по себе зборува дека овие импресивни резултати се само почеток на веќе постоечки ситуации, а ние веќе работиме на имплементација на широк спектар на мерки и активности за развојот на туризмот, а со тоа и локален економски развој. Нашите цели се високо поставени и не очекувам многу работа во интерес на развојот на стандардот на живот во Делчево. Во контекст на туристичката сезона, но и на културно-забавниот живот, Делчево во овој период ја подготвува програмата за Делчевско културно лето, која опфаќа содржини со широк спектар на интерес. Делчевското културно лето треба да започне на 30 јули, а ќе трае до 10 август. Владата донесе одлука земјоделците да бидат обештетени од последиците на априлскиот мраз кој го уништи родот на овошките и родот во повеќе делови од државата. Тоа значи дека 5 правни лица и 4 физички лица кои што поднесоа барање во општината Карбинци согласно записниците на комисијата за процена на штети ќе добијат обештетување од овие 5%. Се работи за периодот кога се случи оние измрзнувања на овошни насади. Купната сума која што државата кон општина Карбинци ќе исплати е 1.800.000 денари. Кога ќе биде оваа исплата кон општината во целост според првичните овие документи да ја изврши уплатата кон овие физички и правни лица. Катастрофални за овоштарите беа априлските мразеви во Пијанечко-Малешевскиот крај. Таму 100% страдаа сливите и вишните. Станува збор за поголема група на граѓани кои што има претрпена штета од самата состојба на станата, значи минатиот месец. Ние како општина Делчево презеловме низа на мерки, од кои што сега последната е сега во четврток кога имаме и совет, ќе се донесе со одлука на совет формирање на 2 стручни комисии кои што ќе пристапат на лице место на терен, ќе направат увид по веќе понесените пријави од страна на нашите сограѓани и после тоа ќе биде изготвен елаборат кој што потоа ќе биде поднесен до официјалните служби кои што се и надлежни за понатамошно разгледување на самата ситуација. Со концертот Бој на душата на магистер Виолета Арсовска, вечерва свечено започнува 41-то издание на Штипско културно лето 2026. Концертот ќе се одржи во фоајето на Домот на културата Ацо Шопов со почеток во 19 часот и 30 минути. А како корепетитор ќе настапи магистер Трајче Роглев.
Арсовска е една од најзначајните музички уметници и педагози во Штип. Драмски сопран со богата концертна кариера и бројни домашни и меѓународни признанија. Веќе утре на 23 јуни во 18 часот во галеријата на Домот на културата Ацо Шопов ќе биде отворена изложбата Штип преку студентски објектив на турскиот фотограф и режисер Албџан Кандан. Истата вечер, со почеток во 20 часот во уметничката галерија Безистен, посетителите ќе може да ја разгледаат изложбата на графички икони од 18 и 19 век од збирката на Националната установа Завод и музеј Прилеп. АДМЕПС упатува итно предупредување до земјоделците во периодот на наводнување и жетва да бидат максимално внимателни при работа во близина на далеководите од преносната електроенергетска мрежа. Да не се поминува со комбајни и тешка механизација под проводниците на далеководите, како и да не се поставуваат цевководни и системи за наводнување во нивните траси и заштитни коридори. Посебно се нагласува дека металните цевки не смеат да се подигаат во близина на проводници, бидејќи металот спроведува електрична енергија и може да предизвика сериозни последици. Исто така, прскалките за наводнување не треба да се поставуваат под далеководите, бидејќи водениот млас може да дојде во контакт со проводниците и да предизвика опасност по живот. Стои во денешниот апел од АДМЕПСО. Се апелира и на внимателност при палење стрништа, користење риболовни стапови и изведување градежни активности во близина на далеководи. Пресврт ке ни подготви и времето денеска, кое од високи дневни температури ке не однесе во порујни дождови и назад. Денес ќе се задржи топло време со мала до умерена облачност, а во попладневните часови ќе има развој на нестабилна облачност, која што ќе биде проследена со дожд, грмежи, засилен ветер. Ќе има услови и за појава на град. Утре, под влијание на циклонска активност, со чисто центаре во Турција, ќе има повторно развој на нестабилна облачност, која што ќе биде проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни, со пообилен поран дожд, силен ветер и појава на град. Каде се ќе има дождови и кога ќе има стабилизација на временските услови? Имаме нестабилна облачна маса, која што многу е тешко прецизно да се определи каде ќе има, меѓутоа генерално во среда ќе биде поизразена во источните делови на државата. Какви температури не очекуваат потоа? Во четврток повторно се очекува локално невреме, а веќе од петок следува стабилизација на времето. Времето ќе биде топло и дневните температури насекаде ќе бидат над 30 степени. Во Словенија беше реализирана првата роботизирана градба во регионот. Компанијата Вейнбергер во соработка со компанијата Тосидос во Церкница го представи ВЛТР, робот кој го автоматизира зидањето. Едно од физички најтешките работи во градежништвото. Отпорен е на ветер, сонце и дожд, не познава замор, постигнува брзина на зидање до 10 квадратни метри на час, а може да зида до висина од 3,5 метри без потреба од градежно скеле. Роботот зида од вториот ред па нагоре, додека првиот ред и понатаму го поставува искусен зидар. Потоа со помош на сензори ја проверува позицијата на секоја тула, по потреба ги коригира отстапувањата и постигнува милиметарска прецизност. За работа му е потребен приклучок на електрична енергија од 400 волти, еден обичен оператор и еден помошен работник, со што, зависно од проектот, може да замени тим од 5 до 6 зидари. Утре времето сончево со температури до 34 степен. Ветрот со брзина од околу 7 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 46%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбинци 34 степени, Пробиштип 31, Чешиново, Блешево и Кочани со по 33 степени. Температурата во Виница до 32 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 31, во Пехчево 27, а во Берово максимални 26 степени.
Православните верници утре се спомнуваат за светиот свештеномаченик Тимотеј епископ Бруски. Католиците се спомнуваат за Сидонија.